Почитувани, иако СДС во текот на предизборната кампања ветуваше дека ќе го подобри стандардот на студентите, сепак со ребалансот на буџетот скрати 20 милиони евра за образованието, од кои преку стотици милиони денари за високото образование. Ваквото кратење на буџетот само ги потврдува лажните ветувања на СДС, како и негрижата за студентите кои на своја кожа ги почувствуваа погубните политики на новата влада. Да подсетиме дека во времето на владењето на ВМРО ДПМН беше реализиран проектот за доделување на вредносни бонови ваучери за набавка на таблет компјутери, преку кој проект беа доделени вкупно 5243 ваучери во вредност од 8000 денари. Со овој проект беа опфатени студенти кои потекнува од семејства со помали месечни бруто приходи, односно студенти евидентирани како лица со посебни потреби. Исто така, во неколку наврати се реализираше и проектот за доделување на вредносни ваучери за компјутери за студенти, преку кој тогашната влада, предводена од ВМРО ДПМН, обезбеди поддршка за вкупно 28.319 студенти за набавка на персонален компјутер. На овој начин, преку директна финансиска поддршка, студентите набавија нови компјутери, со кои значително се подобри процесот на студирање. Дали намалувањето на средствата за високото образование значи дека новата влада нема да го продолжи овој успешен проект? Дали студентите во Македонија заслужуваат да бидат маргинализирани, затоа што парите од буџетот се распределуваат за работи со кои на ниту еден начин не се подобрува стандардот на студентите? Токму затоа пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе поднесат предлог закон за издавање на вредносни бонови ваучери за студенти, се со цел да им се излезе во пресрет на студентите и нивните потреби. Ние како млади луѓе очекуваме овој закон да биде поддржан како од прилепските пратеници од редот на СДС, така и од сите пратеници во Собранието на Република Македонија.